Ова општествена сцена ќе разговараме за еден од најпопуларните филмски фестивали кај нас, а поточно фестивалот на креативен документарен филм Македокс. На телефонска линија ја имам Сара Феро. Добро утро. Добро утро. Фала што ме поканивте. Ова е 11-то издание на фестивалот за кратен документарен филм, кој веќе е доста познат кај нас, Македокс, а има повик за учество на работилница за дизајн на звук. Најавено е дека ќе се одржува под мотото Слеј се со тишината и ќе се фокусира на звукот. Зошто е фокусот на звукот и за кого е наменета оваа работилница? Секоја година фестивалот се фокусира на некој дел од процесот на креирање на еден филм. Така што оваа година едноставно се одлучивме фокусот да биде на дизајнот на звук и со целата ситуација некако многу добро се поклопи фокусот на овогодишниот фестивал. Прво нешто што го објавуваме за овогодишниот фестивал е работилницата за звук со Владимир Ракич. Тој е композитор и дизајнер на звук кој живее и работи во Амстердам и повеќе од 15 години работи активно на дизајнот на звук. Преку оваа работилница сакаме да им дадеме поддршка на филмските автори од Балканскиот регион кои поради ситуацијата можеби имаат потешкотија да ги завршат своите започнати проекти, па така преку оваа работилница тие ќе можат да се фокусираат на дизајнот на звук и да го усовршат на некој начин. Фестивалот вообичаено се одржува на отворена сцена во Куршумлијан, иако има активности и низ државата, но со оглед на оваа пандемија, какви се плановите за оваа година, бидејќи многу културни настани, па и фестивали од областа на филмот беа откажани во овој период поради светската пандемија од COVID-19? Така, значи ние до сега во јули го организиравме патувачкото кино во руралните средини во државата, меѓутоа уште пред да почне пандемијата, ние решивме патувачкото кино да го преместиме за септември, така што се уште не сме сигурни за неговата форма оваа година. Во врска со фестивалот, оваа година новата декада на фестивалот ја започнуваме во некоја друга димензија и ќе ни заземе некоја хибридна форма, значи дел од активностите ќе мора да се одвиваат онлайн, како што е работилницата за звук. Исто така и второто издание на Маќе Копродукс форумот за копродукции ќе се одвива целосно онлайн. Во однос на проекциите под отворено небо се надеваме дека во согласност со мерките ќе можеме да изведеме некаква форма на физички фестивал. Така годинава фестивалот влегува во втората деценија од своето постоење. Какви новитети ќе донесе? Ќе има ли промени во програмата, бидејќи генералниот впечаток е дека се врти се повеќе кон младите? Да, ние одамна сме свртени кон младите во однос на програмата. Новитети ни се тоа што некои од активностите ќе одат онлайн, меѓутоа тоа си доаѓа со настанатата ситуација. Во однос на програмата, филмови ќе има како што има и секоја година од целиот свет во голем број. Обично прикажуваме околу 68 филмови од целиот свет. Исто така би сакала да напоменам дека волонтерите секогаш кои биле дел од нашето семејство и оваа година ќе бидат повторно без разлика на формата која што имаме на фестивалот, а повеќе за програмата ќе откриеме понатаму. Така и Сара, за да го заокружиме овој разговор, каква е важноста на овие филмски фестивали кај нас во смисла на тоа дали доволно, дали успеваат да го испромовираат македонскиот филм онака како што е замислено? Да, се разбира дека е многу важно. Значи, ние сите делуваме кон промоција на филмската култура и филмската едукација и многу е важно поради тоа да се задржи континуитетот на фестивалите и да не се одложуваат фестивалите поради настанатата ситуација, особено во ова време е многу важно да се продолжи со културните активности кои сега се сведени на минимум и токму поради тоа во ова издание на фестивалот ние сакаме да дадеме
поддршка на филмските автори кои поради ситуацијата имаат потешкоти да ги завршат своите проекти. Така и да не забораваме дека зад нас ја имаме најуспешната филмска година досега и сите би сакале тој успех да продолжи и понатаму. Сара Феро, ти благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Ви благодарам. И за разговорот за еден од попознатите наши филмски фестивали, конкретно Македокс за краток документарен креативен филм.